секунди до крајот. Манасков ќе мора да се врати назад. Корекција на времето, остануваат уште 15 секунди до завршувањето на мечот. Силите на теренот се израмнети и одамна го чекаме крајот на овој надпревар. Еве го Георгиевски во завршница, не реализира и тој и 26-23 е конечниот резултат од овој меч за голема победа на битолчани кои што ќе слават шампионската титула оваа вечер. Иако работата не е завршена, има уште 2 кола до крајот, но само теорија може да ги одбрани Вардар, односно Вардаровите ракометари и да ја спаси сезоната шампионскиот трон во најсилната македонска машка ракометна конкуренција. И сега, кога е Славието во прашање, само уште 7 мине како што треба, затоа што ова ракометно дерби со се што видовме на теренот го заслужува тоа. Шампиони, шампиони, одекнува во спортската сала Боро Чурлевски, одекнува во ракометна битола. Во големото дерби меѓу Еурфан Пелистер и Вардар, кој практично решава за титулата, домашниот состав пелистерци слават со 26-23, ја прекинуваат Вардаровата доминација, 7 едно по друго шампионски титули и се на прагот да освојат шестата за себе прва по 18 години по 2005 година. Велам на прагот, затоа што остануваат да се доиграат уште 2 кола. Еурфан Пелистер го презема врвот на табелата и до крајот ќе одигра надпревар на гости кај Охрид и дома против Тиквеш. Секако Кикс би отворило шанса за Вардар, но не верувам дека тоа евентуално ќе се случи, имајќи предвид дека Пелистер долго го очекуваше овој триумф. И успеа да слави над Вардар со 3 разлика во еден надпревар кој изобилуваше со интересни моменти, со израмнета игра, со падови и на едната и на другата страна. Подобро отворија домашните ракометари, поведоа по 12 минути, односно по 14 за 9-5 по една серија од 4-0 кога беше 15-5. Во 25-та минута има и 13-8. Ако помисливме дека се е готово, иако без оглед предстои второто полувреме, сепак Вардар се врати. 2 грешки во нападот на битолчани, Ристовски одбрани, Зицер и пенал за на одмор да се замине 13-12. Вардарци тргнаа практично од 13-13 во второто полувреме, но одново Еурфан Пелистер постабилно, пред се со подобра игра во одбраната, успеа да направи нова серија, да се одлепи, да поведе со 21-17. Вардар се обиде, се врати, намали на 21-20, но одново следуваше пат во играта на гостинскиот состав, кој чинам дека немаше и доволно ротација, ани доволно концентрација во решавачките мигови.